Системот за видеоконтрола на сообраќаja од Безбеден град е на чекор до целосна примена и најверојатно ќе почне да функционира од 1 февруари. Но, ќе придонесе ли Safe City за поголема внимателност и намалување на бројот на несреќи? Сообраќајниот инженер Роберт Рогожаров за 24 предупредува дека системот е функционален, но дека превенцијата, која е клучен елемент за подобра безбедност, е целосно изоставена. Фактичката состојба на лице место бара од присуството на полицајците на лице место да ја оцени самата состојба, доколку е потребно и да опомене и да преземе соодветни мерки, а камерите би требало да бидат само помош во извршувањето на нивните задачи. Бидејќи станува збор за пресија и цело време се зборува ќе има вакви казни, ќе има такви казни, и бројки астрономски за настанати прекршоци, води кон тоа дека на еден начин добиваме нов данок. До сега само пилот проекта од следниот месец ќе почне и да се казнува. Колку проектот Безбеден град има подршка од граѓаните? Треба да се казнува? Треба. Доколку непрописно возите? Треба. Така ќе имаме повеќе Безбеден град? Па, што знам, ја мислам дека ќе има. Ворете тоа што еве почнаа со опомени, па после со казни? Не, ја мислам дека треба да почнат право со казни, не со опомени. Зошто мислиш така? Па не знам, едноставно, многу се лудува. И в Сити и во останатите Треба градови? да има. Во сите градови треба општо да имат и се прават многу големи прекршоци. Така ќе се намалат прекршоците? Па, најверојатно да. Никој не ќе казне да плаќа. Се почитуваат ли сега како што е сообраќајните? Да, се почитуваат, да. Нема потреба за дополнителни мерки. Превише се големи казните? Да, преголем. Нема никаква потреба да се зголемуваат уште повеќе, за да бидат трошок на народот. Вчера бев во Скопје, сообраќајата баш се берат од претходно. Многу се вози по-споро, по-мирно, по правило и се тоа. Во моментов Safe City е функционален во Скопје, Тетово и Куманово. Очекувањата се дека проширувањето на детекцијата ќе придонесе за поголема сообраќајна дисциплина и намалување на сообраќајните несреќи. Паметните камери регистрираат непрописно паркирање, поминување на црвено, управување возило со истечена регистрација и брзо возење. Казните ќе се изрекуваат без оглед на тоа кој управува со возилото во моментот на прекршокот, при што правилата ќе важат подеднакво и за домашните и за странските возачи, уверуваат надлежните. А доколку казната се плати во рок од 8 дена, износот ќе биде намален за 50%.